А денеска задолжувањето од 260 милиони евра е на дневен ред на пленарна седница во Собранието. Заемот кој помина без опозицијска дебата во Комисијата за финансирање и буџет, денеска беше повод за пресконференција на пратеникот на СДСМ Фатмир Битич. Во Собранието е колегата Мартин Арсов од утринава. Мартин, кој е ставот на опозицијата и дали почна пленарната седница? Добар ден, Тамара. Како што кажа и ти, заемот од 260 милиони евра денеска е на пленарна седница во Собранието. Како што веќе објасни од Министерството за финансии, овој заем се зема за вложување во капитални инвестиции, како и за сервисирање на тековни обврски од буџетот. Државата се задолжува кај конзорциум од 8 банки со рок на отплата од 6 години, при што 3 години се грејс период. Повод за пресконференцијата на пратеникот од СДСМ Фатмир Битики беше токму овој заем од 260 милиони евра. Тој кажа дека пратеничката група на СДСМ ќе учествува на пленарната седница за таму да се соочат аргументите со власта, оцени дека економијата се движи во погрешна насока, а буџетот, како што кажа, бил пред колапс, па затоа власта секој месец правела нови задолжувања за да ги пополнува, како што рече, дупките кои што власта ги правела сама. Тој направи математика за отплатата на овој заем, да го погледнеме. Ова задолжување е доказ дека меѓународните финансиски пазари не се импресионирани од триумфални пораки дека Северна Македонија се движи кон врвот на европските економии. Дека сме на пат да станеме меѓу трите најбрзо растечки економии во Европа. Овој заем во моментот би чинел околу 4,66% годишно. Во зависност од конечниот распоред на отплата, државата би платила приближно меѓу 58 и 64 милиони евра само за камати. А со еднократниот надоместок од 3,64 милиони евра, директниот финансиски товар се движи од 61 до 67 милиони евра без дополнителни агенцијски и други трошоци. Да, како што веќе кажав, пратеничката група на СДСМ учествува на пленарната седница, иако тоа не беше случај во Комисијата за финансирање и буџет, бидејќи нивните пратеници не учествуваа во работата на ова собраниско тело. Претходно пратеничката од СДСМ Сања Лукаревска, која беше председателка на оваа комисија, ја закажа седницата, меѓутоа веднаш по изгласувањето на дневниот ред таа ја прекина седницата и не ја презакажа. По ова спикерот на парламентот Гаши за председавач на оваа комисија го назначи пратеникот од ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски, кој што веднаш ја закажа комисијата уште минатата недела и таа ги заемот практично ги помина сите собраниски филтри за денеска да стигне до пленарна седница. Се уште оваа точка не е стигната на дневен ред. Во моментов се уште се дебатира за фискалната стратегија на Република Македонија 2027-2031 година. Пратениците од СДСМ од говорница побараа присуство на министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска за таа да ја образложи фискалната стратегија. Меѓутоа, како што кажаа пратениците од ВМРО-ДПМН, Кочовска е на службен пат во Словенија, па затоа стратегијата ја образложи заменикот министер за финансии. Да чуеме дел од неговото обраќање. Главните цели на фискалната политика, која што е возможи на Република Македонија, континуиран раст од вториот квартал 2024 година, па се до денес и натаму, продолжуваме и во наредниот средорочен период со тие политики, кои ќе бидат во насока на фискална одговорност и дисциплина, планирање и користење на јавните средства во рамки на реални и на одржливи фискални можности, постепеност и предвидливост, или фискалната консолидација се спроведува фазно, без нагли ограничувања кои би можеле да предизвикаат економски шокови. Социјална правичност, заштита на најранливите категории на население од негативните ефекти на кризата и фискалните прилагодувања. Така, како што кажав, ова е уште една точка на дневен ред на пленарната седница. Заемот се уште не е стигнат на дневен ред, ама ние остануваме овде во Собранието. Детали ќе имаме и во следните вести. Мартин Арсов, ти благодарам за една од најважните теми денеска, доколку биде изгласан овој заем од 260 милиони евра кој што треба го земе нашата